Николовски пред само неколку месеци заедно АНБ и јавното обвинителство излегува со соопштенија во кои невообичаено за домашните прилики кажаа дека во земјава оперираат портали или Facebook страници чија што цел е ширење на омраза во македонското општество. Верувам дека сте упатени во проблематиката за кои портали станува збор. Моето прво прашање би било дали и за вас е проблематично постоењето на ваквите медиуми? Па вака по принцип не би требало да биде проблем, поради тоа што секој има право да отвори медиум и да изнесува своји ставови и верувања, па дури и во однос на некои контроверзни теми, како што знаеме. Меѓутоа, кога ќе се погледне генералната слика и климата во Македонија и во Бугарија, и геополитичката ситуација, тогаш гледаме дека некои од овие портали се тенденциозно отворени, со тенденциозни содржини, кои што имаат намера да предизвикаат револт кај македонските граѓани и потоа тој револт да се префрли на полето на социјалните медиуми, дали значи на покрај тие портали директно на Facebook коментари или на Twitter или други социјални медиуми, каде што се вкрстуваат различните гледишта помеѓу македонците и бугарите, и тоа многу лесно прераснува во огромен говор на омраза. Тоа го забележувам, значи посебно во последните неколку месеци, дека е зајакнато тоа, значи многу е стеснат просторот каде што може пријателски да се разговара со луѓето од преку границата, поради тоа што многу лесно дискусијата плавнува во говор на омраза и во навреди и етнички стереотипи и предрасуди. А сето тоа е инспирирано од некои значи портали и генератори на вести кои пласираат одредени содржини кои што создаваат револт. Ги анализиравме јавно достапните податоци како редакција, дојдовме до заклучок дека барем 5 или 6 страници споделуваат буквално идентични содржини, иако имаат различни имиња, и во оној јавен дел кој што го дава Facebook како информација, дознавме и дека се уредуваат од соседна Бугарија. Тие се врзани со неколку портали кои што се регистрирани и во земјава, и еден надвор од земјава од Бугарија, за кои што во крајна линија успеавме да дознаеме дека се водат на адресата на Фондација Македонија, односно тоа е истата фондација на лицето Виктор Стојанов, добро познат во македонската јавност, кој што јавно се залага за подобрување на односите меѓу Македонија и Бугарија. Да, меѓутоа Виктор Стојанов многу често во својата комуникација употребува навледливи зборови за македонскиот етнички идентитет или општо за македонците. Значи ги користи тие добро познати фрази во Бугарија за македонците. Знае да биде да се однесува со на многу конфликтен начин во својата комуникација, особено кога има коментари доле после неговите објави. Така да не би можел да го сметам за една позитивна личност, иако јавно и декларативно тој се залага за пријателство. Според моите сознанија, тој сепак игра некоја улога која не е поддржана од страна официјално од Софија, од бугарската држава, туку зад него стојат некои други бизнис политички интереси, чија цел е одржување на непријателството помеѓу двете држави. Не можам да не прашам кои се тие структури или на чиј интерес служи тоа што го работи Виктор Стојанов и неговата организација, односно зошто би маскирале цела мрежа на портали и на Facebook страници како легитимни, за на крај нивното влијание всушност да биде ослабување и на така кревките односи помеѓу Македонија и Бугарија како држава, но и кревките односи меѓу двете општества и граѓаните. Па ја спомнав геополитиката. Значи тука ова оди најмногу во интерес на оние кои не сакаат да има интеграција на Македонија или на Западниот Балкан во Европската унија, а знаеме дека преку одржување на ваквото непријателство патот на нашата држава кон неу делува се подалеку и поневозможно делува дека ќе може да се отворат преговорите.
така да тука би ги ставил геополитичките играчи како што е на пример Русија, која што најверојатно има најголем интерес за да нема интеграција на Балканот. Виктор Стојанов, барем кај него не може да се најдат некои јасни врски. Така е. Да, кај него не може да се јава, дури кај него има и поддршка за Украина. Меѓутоа има многу играчи така низ цела Европа кои што играат на тој начин, чија цел е некоја друга за внесување на раздор помеѓу населението во Европа. Така да ова е само еден локален играч во една многу поголема глобална игра. Како што реков на почетокот, малку нетипично за наши услови, со ова прашање дури почнаа да се занимаваат јавното обвинителство и АНБ пред неколку месеци, но страниците што и тогаш беа посочени се уште си функционираат и си споделуваат содржини, а еве другите кои што се поврзуваат исто така постојат. Има ли начин со кој што една юрисдикција може да се справи со вакви појави преку формални истраги на надлежните органи? Па најверојатно преку формални истраги, да, за да се најде некоја цел која би била малициозна општо кон јавното мислење во нашата држава, и кој што може би има некои нетранспарентни и сомнителни финансиски односи. Меѓутоа, мислам дека прилично се врзани рацете на обвинителството кој што се однесува до ова, затоа што директно засега во слободата на говорот. Ви благодарам многу на времето. Благодарам и на вас.